Во овој период, поготово сега со пандемијата, со здравствената криза, се докажа дека можеме, дека знаеме да го чуваме здравствениот систем и да одговориме на предизвикот. Здравствениот систем остана на нозе. Само во овој период инвестиравме над 33 милиона само во системот за интензивна нега, но и останатиот дел од јавното здравство. Така и ќе продолжиме, затоа што за граѓаните мора да обезбедиме сигурно здравство, мора да обезбедиме мрежата да биде функционална. А тоа значи помош во сите делови од здравниот систем, да биде обезбедена целата здравствена мрежа. Има потреба од нови специјализанти, тие ќе бидат поддржани од идната влада, ќе бидат субвенционирани за престојот во центрите каде што ќе специјализираат, затоа што целта ни е и во малите болници, во малите градови, каде што имаме непотполнети капацитети, немаме одредени специјалисти, да ги пополниме и да можат да одговорат соодветно. Но она што е исто така важно, во следниот 4-годишен мандат почнуваме со изградба на нов клинички центар во Скопје и 3 регионални центри во Струмица, во Тетово и во Охрид, што значи ќе имаме достапно здравство за сите за многу кратко време. Ќе го намалиме времето за кое ќе пристига брзата помош и до руралните средини и до градските средини. Во градските за 10 минути, а во руралните за 20 минути. Мислам дека ќе биде исклучително значајно за спасување на многу човечки животи.